Денеска заедно со раководството на РЕК Битола и со менеджментот од Електростопанство на Македонија имавме работен состанок за да ги разгледаме сите актуелни состојби во енергетскиот комбинат РЕК Битола. Од она што можевме да го видиме и да констатираме дека состојбата тука е одлична во делот на финансиските параметри и производствените параметри на енергија. Она што беше планирано да се произведе оваа година, заклучно со крајот на септември месец, е надфрлено со 15%, што значи дека се произведени 15% повеќе електрична енергија од плановите. Тоа беше потребно и добро е, заради тоа што хидрологијата оваа година е слаба, па практично доброто производство на РЕК Битола ќе го субституира намаленото производство на хидроелектраните, кои што за жал зависат од хидрологијата, која што како што гледаме оваа година на вистина потфрли. Но затоа пак нема да има помалци испорачана електрична енергија во системот и што е многу поважно, цената на електричната енергија која што беше планирана производна да биде 2,6 денара по киловат час, оваа година е за 10% пониска, е отприлика некаде околу 3,2. Да, 2,35, а беше 2,6 денара планирана. Значи 2,35, што е 10% пониско и со самото тоа кога ќе го помножите со количината на произведена енергија, РЕК Битола има заштедено некаде околу 10 милиони евра, а додека од сите останати заштеди кога ќе се направи математичка проценка, има сериозни заштеди меѓу 10 и 13 милиони евра. Она што е важно, потрошувачката на мазут, која што претходните години на годишно ниво, да речеме во периодот од 13 до 15 година била меѓу 30 и 35 илјади тони, оваа година заклучно со септември месец е само 7.000 тони, а се планира до крајот на годината да не надмине 10.000 тони потрошувачка на мазут. Значи, со едно домаќинско работење се направени сериозни заштеди во РЕК Битола и во целото електростопанство на Македонија. Мислам дека е сега правиот момент да се подвлече дека во овие 3 години цените на енергенсите во нашата држава се стабилни, цената на електричната енергија не порасна воопшто, напротив се воведе ефтина тарифа и со тоа се обезбеди дополнителен бенефит за сите граѓани во државата од прилика меѓу 8 и 11 милиона евра на годишно ниво. Истото се однесува и за цената на топлотната енергија, напротив ја стимулиравме, значи и цената сама по себе падна, но ја стимулиравме дополнително со тоа што ДДВ-то го намаливме од 19 на 5% за топлитната енергија. Гасот и преносната цена на гасот, практично трошоците за пренос на гасот се обидовме да ги намалиме и ги намаливме и мислам дека се направи со новиот закон за енергетика еден револуционерен исчекор во енергетските политики во нашата држава, се стимулираат обновливите извори на енергија и ЕСАМ, односно електростопанство, тука придонесува значително, ќе го кажам тоа покасно, но она што е важно е да кажеме дека и покрај така непокачувањето на цените на електрична енергија, што не беше случај во претходните години, сакам само да забележиме дека годините претходно, во некои 10 години, цената на електричната енергија беше покачена 70%, што значи дека беше покачувана секоја година. И покрај тоа што ги задржавме и ги намаливме цените на енергенсите, енергетските компании работат одлично, значи Електрани на електростопанство на Македонија е во одлична финансиска кондиција, со акумулирани над 43 милиони евра профит во своите завршни сметки од последните 2-3 години и скоро дупло повеќе ликвидни средства на своите сметки. Дел од овие средства, значи, ќе искористиме Електрани на Северна Македонија како електростопанство на Македонија како општествено одговорна компанија да ги сподели практично со најзагрозените градови во делот на загадување на воздухот и секако тука спаѓа и Битола, бидејќи РЕК Битола во главно доминантно загадува во Битолскиот регион. Значи, ќе ги опфатиме Битола, Скопје, како еден од најзагадените градови, Тетово исто така и Осломи, кој што ги трпи последиците на РЕК Осломи, односно Кичево како град. Во овие 4 града оваа година ќе се направи со средствата кои што потекнуваат од овој комбинат, а при тоа, значи, се наверети према овие 4 општини да се субвенционираат инвертори, таму каде што не може да се направи друг тип на грејење, значи да се заменат фосилните горива и да се замени дрвото. Се надеваме дека овој пилот проект ќе даде сериозен импакт, бидејќи станува збор за
минимум 10.000 семејства кои што ќе добијат субвенција по 1.000 евра и тие да ги заменат своите системи за загревање на домовите и со тоа самото да придонесат за помала полуција во најзагадените региони и во најзагадените градови. Доколку се видат значителни ефекти од ова, очекуваме да ги истите да бидат докажани. Во тој случај ќе се примени една поширока акција со која што законски ќе се детерминира во делот на забрана на користење на фосилни горива и дрва, но секако не можете на граѓаните да им забраните без да им дадете алтернатива и без при тоа да им помогне државата. Мислам дека и Битола и сите останати региони заслужија да добијат една компензација за она што им се случуваше во сите минати години. Воедно сакам само да потенцирам дека Електростопанство на Македонија воедно и ќе биде главно насочено кон развој на обновливите системи на енергија, значи он обновливите извори на енергија. Во таа смисла веќе оваа недела ќе биде потпишан договор за првата фотоволтаична електрана на местото на рудникот за јаглен во Осломеј, значи тоа се 10 мегавати првични, веднаш после тоа ќе следат уште нови 10 мегавати во Осломеј и уште два пати по 50 мегавати на принцип на јавно-приватно партнерство. Ја користам оваа прилика да го промовирам тој проект. Ценам дека тоа ќе биде првата или најголема успешна енергетска транзиција не само во нашата држава, него и во целиот регион. Во таа смисла истото тоа ќе се случува и во РЕК Битола. РЕК Битола исто има предвидено во своите планови да направи фотоволтаични електрани. Ветропарковите се исто така една од важните компоненти во развојот на енергетиката во државата. Ветропаркот во Богданци, кој што сега има инсталирана снага од 36 мегавати, ќе биде надграден со дополнителни 14 мегавати. Постапката е во тек, финансирана од KfW банката од Германија. А исто така во државата веќе на влада поминаа два проекта кои што ќе бидат со дополнителна снага од 64 мегавата, значи два проекта кои што значително ќе возголемат инсталираната снага. Со тоа очекуваме дека во наредниот период ќе се создадат нови 350 мегавата инсталирана снага во обновливи извори на електрична енергија и со проектот Чебрен, кој што очекуваме до крајот на годината да биде тендериран. Мислам дека ќе покажеме една јасна посветеност на државата према обновливите извори на електрична енергија, при тоа не запоставувајќи го работењето на РЕК Битола и одржувајќи негов одржлив развој во наредните години преку инвестиции во опрема кои што следа значи за рудниците и во се она што се нарекува грижа и за производството на електрична енергија, но грижа истовремено и за заштитата на животната средина. Мислам дека очигледно е сега веќе во теке голем ремонт на блок 2 во РЕК Битола. Во рамките на тој ремонт има и обнова на ладилната кула. Ќе кажат малце повеќе можеби и раководството на РЕК Битола околу тоа. И исто така, значи, во тек беше тендерот за електростатски филтри во РЕК Битола, кој што е исклучително важен тендер и кој што се надевам дека брзо ќе го видиме неговиот крај и неговата имплементација, затоа што ценам дека во пакет сето ова што го зборуваме ќе даде сериозен импакт и во производството на енергијата, но уште повеќе во зачување на животната средина.